Пред само 30 на години, овој дел на Барселона бил пристаниште. Оние што сакале да се капат во летните месеци, морале да заминат или северно горе на кај Коста Брава, или надоле јужно. Денеска, во оној предел на Барселона, се наоѓаат и едни од најубавите и најпосетените плажи. Нормално сега е зима, но во лето тоа е исклучително исполнето со туристи. Се наоѓам на местото кое што е познато како Барселонета. Оваа прекрасна плажа, која што е многу долга, е направена вештачки. Тоа не значи дека е вештачки песокот, донесен е природен песок, посадени се палми, буквално се е направено од природни материјали, но вештачки изградена плажа пред некои околу 30 на години. Ова е сега празна, бидејќи е Божик, бидејќи е зима, но во лето велат дека овдека не може да се фрли дури ни игла. Од Барселона тргнавме на договорената средба со единствениот македонски некогашен фудбалер кој живее во Барселона. Тој е еден од нашите легенди кој играше во Вардар, а во Јапонија се уште ги има најголемите почести, но сепак одлучи да живее во Каталонија. Па добро, веќе 8 години практично сме во Барселона. Можам да кажам дека и го прифативме менталитетот на Барселона, на Каталонија. Навистина сите работи се подредени на децата кои што идат во школа и на тренинг нормално. Навистина е убаво да се живее затоа што на некој начин ги прифаќаат странците. Навистина животот е доста интересен, возбудлив, практично 24 сата има нешто интересно се случува во Барселона. Да, поголемиот е веќе 4-та година и навистина влезе во една структура, во една филозофија која што е препознатлива во цел свет. Навистина една од ретките школи, да кажеме, во Барселона, која што се грижи за формирање на децата како на фудбалски план и на формирање како личност и овозможува една конекција со првата екипа, филозофија која што е препознатлива и може да се види од тоа што моментално во првата екипа на Барса има едно 10 играчи кои што се формирани практично во школата и она кантера што ја викаат они. Интересна е таа филозофија затоа што практично од 8-9 години децата веќе тренираат на сличен начин како и првата екипа и многу им е полесно да се адаптираат и да влезат во прва екипа. Кои се тие се производи на кантерата, конкретно Барселона како најдобро? Па добро, интересно е што еве Валдес, Пуџол, Меси, Иниеста, Чави и посебно треба да се истакне што последните години овозможуваат еве средни и офанзивни да кажам шпици играчи. Интересно историјата на Меси кој што имаше големи проблеми со здравјето и на своја 12 годишна возраст од Аргентина е селектиран и дојден овде, меѓутоа многу интересна неговата историја, бидејќи во клубот кој што бил во Аргентина немал можност да ги плати посебните медицински третмани за неговиот развој. Побаране на некој начин некој клуб кој што ќе може тоа да го возможи во пробниот тест, да кажам, со Ривер, каде што е отиден на проба, навистина ги видел неговите феноменални квалитети, меѓутоа поради неговиот физички развој не успеале да го потпишат или да го земат во школата и менаџерите успеале да направат контакт со Барселона, каде што со неговите родители е дојден исто тука на проба на 15 дена и чекајќи го одговорот на главниот кој што бил во тој период Рексач за потврда, нели, позитивна за останување, од која го видел неколку минути само го потпишал и Барса и прифатено комплет неговиот третман медицински и финансиските средства што неговата фамилија не можела да ги обезбеди на некој начин и
стварно била интересна одлука затоа што со неговите браке и сестри треба се одвои на толку мала годишна возраст, нели? И одлучува он самиот да остане со татко му во школата, нели, на Барса. И практично од 12-13 година он е во кантерата на Барса и тука е формиран и многу е интересно, пошто знаеме сега веќе и каков за кој феномен се работи, секогаш во неговите изјави е благодарен на Барса и секогаш кажува дека доживотно ќе остане зашто него заборава она што Барса го направила за него кога му било и најтешко, нели, во оние моменти кога излезен од Аргентина. Лео Меси не го следеше надпреварот во живо, уште во петокот на 2 дена пред дербито беше ослободен за божикните празници да ги помине со своето огромно семејство во Аргентина. Ке појдеме и до Кастел Дефелс. Ти живееш таму, таму живее и Роналдиньо, таму живее и Меси. Сите големи имија, кој се живее во Кастел Дефелс кај што сте вие и вашата фамилија? Добро, 70-80% од играчите на Барса обично живеат во тој крај. Гава, Сичес, тоа се населби кои што се на некој начин на плажа и некоја традиција, дури тренерите моментално и бившите веќе имаат таму своји куки или станови. И кој од имињата ти се комши, например, е вака речен? Добро, Роналдиньо, Меси веќе ги спомнавте, они живеат во тој крај. Интересно е што е блиску плажата и навистина на тој начин можеби компензираат она што го имале некогаш и у Бразил и у своите земји. Сега е организиран надпревар со Еускади, со Паис Баско и играат за новогодишните празници на 29 и големо внимание се дава за тој надпревар. Навистина, кога доаѓа некоја друга екипа, например, посебно од Мадрид, е специјална мотивација на сите во клубот и на навивачите. Колку претплатни билети, колку има луѓе кои што редовно не размислуваат колку чини влезницата и сека година. Знам дека едно време рекордот беше соборен со Роналдо кога играше во Барселона. Па пред неколку години прочитав некои 80 на 1000 претплатни билети. Колку е сега тоа? Ти сигурно тоа повеќе го знаеш. Па добро, навистина точните податоци не ги знам, меѓутоа факт е дека има сигурно повеќе од 100.000 официјални, има уште минимум толку кои што чекаат на листа за да некој го ослободи местото па да влезат. Навистина тоа е специфично за клубот Барса. Мислам дека народот е во состојба, доколку има некој проблем финансиски, тие од свој џеб да дадат за да го решат проблемот. Колку чини, например, она најскапата претплатна карта за цела сезона? Па, навистина, некој неофицијален податок, мислам дека оние претплатни што се како социо на клуб се веќе земени, тие се купени на некој начин како некое место или како некоја донација и има луѓе, односно соција кои што се многу стари луѓе и едноставно ги чуваат и не ги даваат на никој. Си ги плаќаат, билетите. Колку например, Па не знам, мислам дека околу 20.000 евра се купени на времето, да, годишно. Сега веќе станува многу појасно и зошто Барселона не сакаше да го продаде просторот на својот дрес за маркетинг цели.